Почитувани, добар ден, старт на црвена линија. Повторна јастина и мојот. Тео. Пред да започнеме со она за што ќе говорите најмногу вие со вашите вклучувања во црвена линија, да ве потсетиме што не смеете да пропуштите вечерва. Вечерва во топ тема интервју со лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски за актуелната политичка ситуација, енергетската криза, за очекувањата од декемврискиот самит во Брисел. Топ тема ќе води Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Токму така, а денешната главна тема ни е доста интересна, што очекуваме во голем број, ние поскапува се. Дали може да наполните потрошувачката кошничка? И сега уште една актуелна подтема. Колку трошите, тоа сакаме да ни откриете денес и во црвена линија, колку трошите на јадење и што најмногу ве погоди како ценовен шок од артиклите кои што ги пазарувате за вашиот дом. Ете, тоа би било она за што ќе се говори во црвена линија. Не заборавајте 02306677. И веќе го имаме првиот гледач во црвена линија. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Повелете. Сакам да поставите тема како ја полнат кошничката оние возрастни луѓе што работеле околу 30 години, а нема никакви примања до пензија. Останати се на милост и немилост во оваа држава. Значи сме работеле во фирма околу 30 години, околу 60 години стаж, не опфати ни еден закон. Еве сега со последниот закон, со 14 години стаж во државна фирма, многу луѓе не опфати, тоа беше мал дел, што власта, господинот од Кавадарци пратени што си го предложи, неколку луѓе зедоа, значи апел до оваа влада да го смени законот и сите што сме возрастни во завод 15 секунди да добиеме надоместок до пензија. Ви благодарам и да не одземам време, пријатно. Благодарам за вашето учество и пред да продолжиме понатаму, една напомена со цел да вклучуваме што е можно повеќе гледачи. Време траењето на секој излагање на еден гледач ќе биде од денес 70 секунди. Токму така, а сега, иако ве очекуваме во голем број за тема да разговараме, прво да видиме прилогот што нашата колешка Александра го има спремено околу ценовниот шок. Килограм брашно достигна цена од 45 денари, лебот и до над 30 денари, шеќерот 38, маслото за јадење над 100, млекото е поскапо за 3 до 4 денари, месото и по над 30 денари. Или цените на основните прехранбени производи изминатиот период одат нагори до 30%. Но за владата во моментов немало ценовен шок. Министерот за економија Крешник Бектеши вели дека правеле анализи и кога ќе предвиделе дека може да има, тогаш ќе ја известеле јавноста и ќе преземеле мерки. Потрошувачката кошничка од лани до сега е зголемена за 1000 денари. Статистика измери дека трошоците за живот во октомври годинава се за 4,1% повисоки од истиот месец лани, а цените на мало за 6,1%. Но според министерот Бектеши, тоа не требало да се гледа така, бидејќи растела и просечната плата. Синдикатите пак реагираат дека трошоците за живот растат побрзо од платите. Велат во стопанството пораснале само минималните плати и практично дошло до урамниловка. Додека владата чекаше да завршат изборите, а сега и политичката криза, земјите од регионот и Европа уште пред неколку месеци донесоа мерки за помош на граѓаните. Се замрзнуваат цените на храната, а имаше и помош за ранливите категории на граѓани. Финансиските пакети тежеа по стотици милиони евра. А во продолжение го имаме и првиот гостин во црвена линија. Ќе го вклучиме на Zoom секако господинот Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикати на Македонија. Ќе зборуваме секако за потрошувачката кошничка, која што од година во година се намалува, наместо да се зголемува. Добар ден, Слободан. Ве гледаме одлично, како сте? Добар ден и на вам, добар ден на вашите гледачи. Благодарам за можноста да споделиме информации со кои ние како синдикат располагаме во поглед на ценовниот шок, кој не само што ни тропа на вратата, туку длабоко и е навлезен во целокупното општество. Можем да кажем дека ние веќе година и пол наназад предупредуваме на ваквата состојба.
Меѓутоа, иако ќе кажам, владата го прифати првиот наш предлог за донесување на уредба со законска сила за ограничување на цените на оние основни прехранбени производи во изминатиот период. За жал, денеска не одиме со тоа темпо со кое ние како синдикати и представници на работниците и впрочем работниците посакуваат во поглед на спречување на ценовниот шок. Ќе споделам информација со вас, синдикалната минимална кошница ја изработуваме веќе 10 години и на почетокот на подготовката на синдикалната минимална кошница и денеска податоците се исти. Тоа значи дека просечната плата некаде 70% само успева да покрива од оваа синдикална минимална кошничка која не е ниту за живење, туку за преживување, поради тоа што истата е предвидена за едно 4-члено семејно домаќинство во кое не поседува автомобил, живее во стан од 50 метри квадратни и се ставени само основните продукти, како за исхрана и пијалоци, домување, хигиена, превоз, облека и обувки, култура и одржување на здравието. Дали дополнително пандемијата всушност ја намали потрошувачката кошничка и како всушност се прават тие пресметувања за да може да се одреди колку треба всушност да изнесува солидно една потрошувачка кошничка? Да, и тоа како пандемијата влијаеше на потрошувачката кошничка. Изминатата година пресметките кои ние како ССМ ги правиме ни покажаа дека на пример на едно семејство доколку има само едно лице заболено од COVID-19 му биле неопходни минимум 6.000 денари за одржување на здравието и тоа не зборуваме за болничко лекување или слично, туку само за оние основни витамини и суплименти кои се потребни за да се помине полесно периодот на болеста, но пак ќе кажам, податоците со кои ние располагаме се оние податоци кои ја објавува Државниот завод за статистика. Меѓутоа, минималната плата, ако знаеме дека ја усогласивме наместо да ја зголемиме за 200 денари, односно синдикалната кошничка само за една година пораснала повеќе од 1000 денара, доволно зборува за тоа дали работникот и дали македонскиот граѓанин може да си ги дозволи овие основни продукти за да преживее. И уште еден податок ќе споделам. Ако пред пандемијата цената на горивата беше на некое ниво малку пониско од ова што е денеска, ние денеска во време на пандемија имавме дури и многу ниска цена на вредноста на горивото. Денеска е значително зголемена, но цените се премногу зголемени во споредба со тоа колку чинеле пред пандемијата и колку тие чинат денеска. Се разбира дека ние сме свесни за состојбата, дека не зависи само од Македонија, од македонската економија, дека проблемот е меѓународен, но нашата држава, односно креаторите на политиките, требаше да реагираат многу побрзо во поглед на тоа да спречат да се зголемат цените на основните прехранбени производи кои граѓаните и работниците најмногу ги чувствуваат. И сега, кога веќе зборуваме за мерки, оно што е последно, а и утре во Црвена линија сега кога ќе зборуваме за мерките кои што ќе бидат спроведени, односно за сите оние вработени, особено кои што се во јавната администрација во здравството, односно задолжителен сертификат за вакцинација, ПСР тестови кои што ќе треба сами да ги плаќаат граѓаните доколку не се вакцинирани. Кој ќе биде вашиот став да го искористиме и вашето гостување како сојуз на синдикати, бидејќи од вас имаше и соопштение дека всушност вработените и не треба да се ограничуваат на ваков начин. Дали имате коментар, какви се реакциите на овие мерки? Дали се слушаме со Слободен? Не. Во секој случај, тоа беше господинот Слободан Трендафилов од Сојузот на синдикати на Македонија. Она што еве повторно имаме на линија. Преземавме ние мерки. Па да, секако утре ќе контактираме некој повторно од Кајвес, бидејќи излеговте и со соопштение во однос на тоа дека мерките може би се и преограничувачки за вработените. Пак еве кој е вашиот коментар, бидејќи сепак ве вклучуваме од Сојузот на синдикати? Да, пред да кажем збор два за новите мерки за вакцинацијата и за задолжителното тестирање во јавниот сектор и препораката во приватниот сектор, само сакам да нагласам дека
ССМ на 10.11 донесе одлука со која се остава рок од 30 дена на владата и на пред се на парламентот со оглед на тоа што таму се донесуваат законите, итно да се донесе измени и дополнување на законот за минимална плата, со кој минималната плата ќе се качи на 18.000 денари и спирално ќе следи изголемување на останатите плати, се со цел надминување на ваквиот ценовен шок со кој македонските работници се соочени во овој период. Од друга страна, во поглед на вашето прашање за денешните информации кои ги добивме пред се од медиумите, сакам да кажам дека Сојузот на синдикатите на Македонија во изминатиот период во континуитет упатува апел работниците да навремено се информираат за значењето на процесот на имунизацијата и колку може таа да помогне во што поскоро надминување на пандемијата од COVID-19. Меѓутоа, и тогаш и денеска го зборуваме истото, дека во Македонија не можеме да си дозволиме да не ги почитуваме законите кои во овој момент не дозволуваат работодавачите да превземаат, без оглед на тоа дали се од јавниот или од приватниот сектор, вакви драстични мерки во поглед на тоа дали ќе треба да се тестираат, дали да се вакцинираат работниците, од една причина што работниците и апелите кои доаѓаат од работниците до нас е тоа дека тие се загрижени за нивните работни места, не знаат што по тие 72 часа и така натаму, но ќе видиме какво ќе бидат развивањето во текот на денот и утре ќе имаме детални информации. Секако утре ќе ве вклучиме. Благодарам многу што одвоивте време и бевте дел од ова денешно издание на Црвена линија. Ви посакуваме да останете со нас и секако со програмата на Телма. Драги гледачи, сега е време за вас. Еве, Тео ќе ве подсети колку секунди овој пат ќе можете да искористите за да го изнесете својот став. Токму така, додека чекаме да ни се јавите во нашата емисија денешна, ја пак ќе подстам околу технички дел, па ќе се надоврзам секако околу правилата и делот кој ќе се јавите. Околу технички дел, за не се приклучите во емисија, преку нашите социјални мрежи на Facebook Црвена линија, можете во меседж, во порака, да ни пратите ваше мислење за темата, за подтемата, па ние ќе прошитаме секако додека трае емисијата. Исто така нашите други социјални мрежи на Црвена линија на Twitter и на Instagram, може да ни пратите никнейм ваш, за ако сакате да ве приклучиме преку видео повик, исто така и таму има опција за меседж, за да ви видиме и ваше мислење на таа социјална мрежа. А сега се свртиме кон традиционалниот начин, си знаете, можете да се јавите на телефонски број 02 307 6677 да ви слушаме убаво, јасно за ваше мислење околу темата. Токму така. Здраво, здраво. Добро вечер, ќе кажеме надоре вечер. Добро вечер. 70 секунди, поскапува се вашиот став во однос на потрошувачката кошница и секако да ни откриете колку најмногу трошите на јадење, на кои намирници. Прво да побарам од вас, солидарно, Салта телевизија, и се случува да проверите, сигурно е замале плата, да ги поддржите и да објавите. А за поскапувањето, па се уште владе партиска диктатура, партиски режим, веќе 30 години. Како да бидат гласни граѓаните? Се плашат, диктатурата владее. За цените зборуваме, дали може да ни кажете во однос на тоа што поскапува се? Би сакале да ни откриете дали може би еве сте погодени по никои артикли кои што најмногу ги повезаруват? Дали е премногу поскапувањето? Не е проблем мене, јас од пазарите пазарувам. Храната, имунитетот е во пазарите, на зелените пазари, во маркетите, тоалет хартија и нешто, ако имаат, да речам, од здрава храна, ситни. Не ме интересира и немам некој социјален проблем. Јас се грижим за тие што немаат да сплатат основи сметки и да ти прехранат деца. Истече времето, внимавајте, значи подсетуваме од денеска во Црвена линија 70 секунди за секој гледач. Го намаливме времето секако за да ви има во поголем број и да можеме да слушнеме што е можно повеќе ставови. А доколку немаме следен гледач на 0230766777, во продолжение секако ќе ја вклучиме и нашата следна гостинка со која што ќе зборуваме телефонски. Станува збор за Татјана Тасевска, која што е правен советник од организацијата на
потрошувачи. Првото прашање за Татјана е дали забележувате се повеќе поплаки на граѓаните? Да, значи во последниот период во нашите советодавни бирова во сите организации на потрошувачи, па и кај нас во Организацијата на потрошувачи на Македонија, има поголем број најавувања од граѓани кои што реагираат на покачувањето на цената, посебно на покачувањето на цената на основните животни продукти. Знаеме дека кај нас зејтинот веќе одреден период повеќе цената на зејтинот се покачи. Сега со сите промени што настануваат, најавената енергетска криза, се очекува дека многу повеќе ќе се покачат и останатите продукти, а потрошувачите реагираат бидејќи сметаат дека нема доволно средства нели за основните потреби кои што нели секој човек има. Каква е ситуацијата во соседството на Балканот и што да превземе владата, всушност како да се помогне во време на криза и како да се препознае прекутното покачување на цените? Дали со зголемувањето на цените и на трите главни производи брашно, житин и шекер, еве може да не откриете, ќе бидат најпогодени токму оние семејства кои што имаат најмали примања? Сметаме дека еве и нашата влада секако треба да ја следи политиката на соседите, дека треба да се ограничат цените барем на основните животни продукти, посебно на лебот, бидејќи на тој начин секако ќе им се даде поддршка на потрошувачите во овој период кога навистина се очекува дека ќе настапи криза. Понатаму, она што го забележуваат потрошувачите покрај покачувањето нели најавено на цените е дека на одредени производи им се покачуваат цените прекутно, бидејќи со намалување на грамажата на одредени производи, а цената останува иста, практично тоа значи дека цените се покачуваат. За тоа треба да се внимава и самите граѓани, ние им апелираме да гледаат дали станува збор за 750 литар, значи шише масло или 1 литар, значи тука може да има манипулација со цената, односно да се покачи цената прекутно, но секако треба да се води сметка и за ограничување на цените на овие прехранбени производи. Мислам дека веќе владата и најави дека доколку навистина дојде до енормно зголемување на цените ќе има такво ограничување, веќе се започнати преговорите со бизнис секторот, а ние како организација на потрошувачи очекуваме дека исто така ќе бидеме вклучени во тие преговори за креирање на политиката за ограничување на цените во овој период, бидејќи тоа ќе удри по джебот најповеќе на оние сиромашни потрошувачи кои сега во овој момент со овие цени тешко преживуваат. Благодарам многу. Тоа беше, драги наши, Татјана Тасев. Секако... Да, и ве продолжете, да, слободно. Покачувањето на зашто нели велиме дека треба да се ограничи цената во овој период, најмногу ќе бидат погодени сиромашните граѓани кои што навистина имаат мали приходи, сите тие веќе имаат одредени рати на кредити, задолжени се на картички и така натаму, а ова ќе им биде дополнителен удар на и онака тенкиот буџет кој што го имаат во моментот. Знаеме дека ние не можеме да ја запреме светската спирала, дека ако на светско ниво има енергетска криза, има економска криза, секако ќе дојде и кај нас, но треба благовремено да се реагира и да се намали тој удар, посебно за овие сиромашни потрошувачи. Тоа беше Татјана Тасевска, правен советник од Организација на потрошувачи. Тео? А сега малце, ја мислам да е време да одмориме, како така и вие, малце на реклами. Па ја мислам малце одморивме како ние, така и вие, па сега е време да се надоврземе ние со нашиот следен гостин. Стасе Нолев, Државен завод за статистика, оделение за животен стандард. Па да видиме околу тема да дискутираме со него. Стасе, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добро вечер до вас. Добро вечер. До вашата емисија и до гледачите на Телма. Фала ви многу.
Стасе, ние одма да почнеме со првото прашање ако може. Може. Едно многу познато прашање што секој сигурно си го прашал дали уз муабет на кафе, на дебата. Колку Македонија е сиромашна земја? Па Државниот завод за статистика како носител на активностите поврзани со статистичкиот систем преку анкетите што ги спроведува, ја пресметува и сиромаштијата. Тие се пресметуваат врз основа на анкетата за приходи и услови за живење, која ја спроведува Државниот завод за статистика веќе од 2010 година на база на примерок од околу 6.000 домакинства или околу 17.000 луѓе. Според последните податоци со кои располагаме, се за 2019 година, во Македонија бројот на сиромашни лица е 21,6% од населението. И сега оно што би не интересирало најмногу можеби во црвена линија е да се дефинира сиромашно семејство. Како би го дефинирале и колку пари се потребни за едно 4-члено семејство? Да, според податоците, значи анкетата што спроведуваме е во целосно хармонизирана со европските регулативи, што значи дека е споредлива и со другите земји. Според податоците за сиромашно се смета секое домакинство, да кажеме едночлено домакинство што годишно има приходи под 100.643 денари или му доаѓа некаде во месечно, значи околу 8.387 денари. Доколку се работи за, да кажеме, двочлено домакинство, таа линија, односно праг на сиромаштво изнесува 12.580 денари, а како просечно, да кажеме, македонско 4-члено домакинство со двајца возрастни и 2 деца, сите, значи, што заработуваат месечно под 17.613 денари, ги сметаме како сиромашни. Така, и сега на следното прашање, сега, јас пазарам, вие пазарите, ти на пазари, сите си пазарим и сега знаеме од време на време цените поскапуваат, но мене ме интересира, колку точно поскапе храната во периодот 2020 до 2021 година и кои артикли најмногу поскапеа? Да, според податоците, точно храната во Македонија има најголемо влијание во пресметката на индексот на трошоците на живот, што всушност представува инфлацијата во државата. Значи, кај нас храната учествува со околу 39% од купниот индекс, со тоа што, да кажеме, последните податоци со кои Државниот завод за располага, тоа е се октомвриските податоци 2021, споредени со претходната година, да кажеме, храната е зголемена за 5% и сега овој пораст од 5% е резултат на повисоките цени пред се на маслото за јадење, тоа од околу 38,5%, потоа зеленчукот околу 8,7%, потоа говедското и телешкото месо околу 6,4%, разладеното овошје е околу 5,5%, левот за 3,9%, јајца за 3,8%. Овие се производи кои учествуваат во индексот со околу 40%. Има и една група други на производи за храна кои немаат толку големо значење во порастот, меѓутоа исто така бележат пораст. Значи во овој период, да кажеме, компирите, цената на компирот се зголеми за околу 20,8%, шекерот 13%, потоа агнешкото месо 12,4%, брашното за 7%, така да со овие податоци всушност ја потврдуваме и зголемената вредност на потрошувачката кошничка која пресметува синдикатот. Благодарам многу, Стаса, што се вклучивте во црвена линија. За оние кои што можеби малку подоцна се вклучија во денешно издание, тоа беше Стаса Нолев, кој што ни се јави од Државниот завод за статистика и одделот за животен стандард. А сега веќе имаме гледач, велиме добро вечер. Здраво, здраво. Добро вечер, 70 секунди, повелете. Само секунди.
70 секунди, да, повелете. Не може да се изкаже за 70 секунди. Ајде. Поскапува се. Ние знаеме дека сите знаат дека поскапува се. А дали може или не може, тоа секој поединечно знае дали може да наполни какви се овие прашања. Добро, прашајте, гувернерката кажува 2 до 3% дека ќе има пораст инфлација оваа година. Како може 2 до 3% инфлација? Јас сум монетарист, сум студирал таа област. Како може со пораст на цените на металите од 130-150% пораста на храната од 30 до 40%, пораст на енергенците, сега најавуваат пораст на струјата. Мислите дека е случајно ова, дека ова... така случајно се појави случајно ковидот, се појави случајно вакцината, спасот од ковидот. Сега одеднаш се појавува ова нова убиствена агенда. Па мислите ли дека знаете колку луѓе ќе бидат погодени на земјата? Па има Македонија како една од најсиромашните земји. Знаете ли колку ќе бидат погодени и колку мртви ќе има и од ова сето што се случува сега? Благодарам за вашето вклучување во Црвена линија. Драги наши, секако имајте го во предвид, затоа го објавуваме тајмерот. Од денес 70 секунди со цел повеќе гледачи. Добро вечер. Здраво, здраво. Ало, добро вечер. Имајте, како сте? Добри сме, како сте вие? Добро е, одавно не сум ви се јасна, па викам чека оваа темава, не ми се допаѓа, ама тоа не е реалноста. Никаква реалност, никаква сурова вистина тина и тео. Значи, кој си има пари, баш му е гајле, нели, овие во парламентот сите што се на курс собрани, тие си имаат парички, си трошат, баш им е гајле што се качило, како се качило. Може би за тоа нека земам од мојата пензија, па да го видам како ќе издржи, па ќе ми кажува, добро е, па во ред ја, нели, тој Бектеш или кој беше. Значи, ништо не е добро. Луѓето се избркани од работа или преска гостина што ви кажа, 18.000 да биде максималната плата. Да, 18 во јавна администрација, а кај приватникот, значи јас сега ти назборувам во име на работниците, јас сум дома, нели така, имам 66 години, не сум вработена. Сакам да кажам како име на тие душички што се избркани се од работа. Дали ти имат леп да јадат, дали ти воопшто можат и телефон да платат да ви се јават. Значи, тука е трагедијата, значи, страшно нешто, каква кошничка, ништо веќе едни компири да ги јадеш секој ден, 2400 денари само за компири ќе даваш месечно, а камо друго нешто, значи, се е качено. Поздрав, многу ми помина времето, поздрав. Голем поздрав до вас и како станете со нас и Телма телевизија. А драги наши, тука и крајот на ова денешно издание на Црвена тема, уште од сега со Тео ви најавуваме, утре бидете подготвени и ќе говориме за новите мерки кои што ќе бидат спроведени во однос на невакцинираните кои што работат во јавниот сектор. Како да се справат со новите мерки, токму така наречените антиваксери? Токму така, подсетам, секој работен ден Црвена линија од 16:40 часот. А сега ве пуштаме со готвиме со Маја, па да видиме што ќе сготвиме, што ќе јадеме. Ајде. Довидување од мене, Тео.